Добар криптоентузијасти, денеска ќе разговараме за најголемиот лендинг и борроинг протокол, а тоа е Aave. Само на кратко ќе објасниме моментално кои се останатите коини и токени кои што ги обработуваме, со оглед на фактот дека сакам да имате прилика представа што следува после нас. Ова позадина е докчето на Aave, тоа е нивното лого, ќе објасниме и тоа каде доаѓа. Така да ова е предпоследниот беч, така речено група на токени кои што ги обработуваме, со тоа што после Aave ни останува и Toncoin и завршуваме со оваа група од 4 токени. Нормално наскоро по грешка сум го ставил Aave повторно, така да ќе ги обработиме овие 3, односно првенствено Phantom, па Arbitrum, па Optimism, со тоа што уште еднаш ќе напоменам дека Optimism е веќе дел од нашето портфолио, посебно поради интеграцијата со Coinbase и новата Layer 2 солуција која што ја развиваат Optimism, која што треба да биде објавена наскоро, а тоа е Base. Така да имајте го предвид, значи ние го ставивме Optimism во нашето портфолио, има некои 2-3% од целокупното портфолио, чисто да знаете дека веќе е дел, нормално ќе објасниме кога ќе дојдеме да го обработиме ово видео. Работиме според гласањето кое што вие го правите, така да сега моментално ќе добиете видео за Aave, потоа Toncoin, а нормално во следниот беч, тоа е да речеме прилика една недела од сега па натаму ќе ги добиете и Phantom, Arbitrum и Optimism. Така да имајте го предвид и нормално кога ќе стигнеме до оваа група на токени, ќе направиме повторно гласање со цел вие сами да ни кажете кои од, да речем, предложените 4 токени би сакале да го гледате први. Сега, првенствено, она што мораме да го напоменеме за Aave, lending и borrowing, значи позајмување. Значи, истиот нема свој блокчейн, туку е токен на Ethereum протокол, на Ethereum смарт контракт, односно е дел како посебен проект со свој токен на Ethereum екосистем. Сега, генерално Инвестопедија дава многу добар начин на објаснување на самиот Aave протокол, односно идејата на Aave протоколот е практично over-collateralized loans, односно кога сакате да позајмите нешто, вие практично давате по голема количина од она што сакате да го позајмите, каде што она што го позајмувате е крипто, а позајмувате исто така со крипто. Значи ќе објасним во детали како тоа изгледа. Односно, практично потребно е да искористите поголем дел од она што сакате да го позајмите во криптовалути со цел да добиете нешто назад од самиот протокол. Се ќе објасним во детали, ова е само основна дефиниција да разберете која е основната причина поради која што Aave моментално го има во криптопазар. Сега нормално како и секогаш знаете, сами во оваа плейлиста ние практично ги користиме овие 6 точки по кои што правиме целосно истражување на одреден токен или коин, каде што ги одговараме истите со цел да видиме нели што е соодветно, што е карактеристично за овој проект и да видите дали би бил потенцијално дел од вашето портфолио. Сега, како што кажаме, значи главната цел на овој токен е over-collateralized, односно позајмување со преголем колатерал, практично би било на македонски. Со тоа што, значи тоа е неговата основна работа, односно основен проблем кој што го практично решава во светот. Сега, во однос на неговата големина, би сакал прво да разговарам пред да продолжиме понатаму со објаснувањето околу тоа како се прави лендинг и борроинг, затоа што не е само позајмување, вие исто така може и да му дадете на заем на Aave одредени криптовалути за практично одреден профит, значи да добиете одредена вредност назад. Сега, значи Aave моментално можеме да го најдеме во две различни категории, и тоа првата е во децентрализирани финансии, затоа што позади Aave не стои банка, не стои организација, туку стои DAO, децентрализирана автономна организација, која што одлучува за тоа како ќе се движи понатаму самиот протокол и како ќе изгледа неговиот смарт контракт. Ќе поразговараме малку повеќе околу тоа, но затоа сакав да кажам дека се наоѓа во децентрализирани финансии. Сега, овдека имаме различен тип на организации, како што можеме да видиме Lido, значи Stake Ether и Lido DAO се уствари нели Staked Ethereum, потоа имате Chainlink кој што е Oracle, DAI кој што е Stablecoin, Uniswap кој што е децентрализирана менувачица и на шесто место се наоѓа Aave кој што е најголемата, како што кажеме, платформа за позајмување. Со тоа што исто така и во втората категорија која што е исклучиво lending and borrowing, истиот се наоѓа на исклучиво прво место, каде што е со добри 300 милиона над Maker DAO,
кој што како таков е децентрализирана организација која што стои позади DAI стейблкоинот. Така да поради ова и е доста голема, но искрено јас немам најдено lending and borrowing на истиот, така да препоставувам поради тоа што DAI е дел од DeFi, затоа и Maker се наоѓа овдека. Kava не су доволно запознат за да може да зборам за истиот, но Compound е следниот кој што да речем беше популарен во претходниот bull market, кој што нема отприлика, значи има половина од маркет капот на AAVE. Значи тој е првиот компетитор кој што би можел да кажам дека има нели солиден капацитет за да се напреварува со AAVE. Celsius веќе нема ни да го спомнуваме со тоа што е банкротиран, моментално што го гледате во маркет кап се само оние коини кои што моментално се уште ги имаат за да бидат продадени и целосно ликвидиран. Celsius иначе беше она голема lending and borrowing, но централизирана организација. Сега, тоа е за да видиме каде се наоѓа. Стварно во оваа категорија се наоѓа како апсолутен шампион, доколку ги земеме овие различни проекти кои што немаат врска со lending and borrowing, како DeFi проект за lending and borrowing е број 1 без конкуренција. Сега, како се прави lending and borrowing? Значи, истиот проект е доста стар. Значи, 2017 година, уствари, наместо AAVE, првенствено, самиот проект се нарекувал ETHLend, односно Lend, кој што значи позајмува. Значи, затоа што истиот се наоѓа практично на Ethereum блокчейнот, како, нели, дамнешно време, значи пред 6 години, истиот имал поинакво име и во почетокот идејата била практично истото. Како да се најде ликвидити, за да се позајмува на луѓе кои што има нели потреба од моментална позајмица и како да се направи тоа да биде од peer to peer. Значи да не биде тоа централизирана организација како банка, туку да биде практично луѓе кои што внесуваат ликвидност во овој пул и луѓе кои што го изнесуваат во вид на позајмица. Така да идејата во оваа ситуација е практично како да се направи да постои децентрализиран протокол на позајмување, што не е директно практично поседуван од одредена организација, како што тоа се банките, затоа што гледаме дека тоа не функционира очигледно. Сега, во 2020 година конечно успешно се интегрира овој проект со ребрендирање во AAVE, со тоа што моментално AAVE од 2020 па наваму има смарт контракт компатабилност, која што уствари ги обезбедува и ликвидноста и практично peer-to-peer позајмиците. Како го прави тоа? Значи, практично ова како продолжение, да речеме. Значи, прво што е AAVE? AAVE, јас исто не го знаев, значи дух на фински јазик, тоа не сум го знаел, со тоа што AAVE во оваа ситуација зошто уствари е наречен дух? Затоа што ниту луѓето кои што позајмуваат, кои што да речем се овие, ниту луѓето кои што добиваат заемица, се да речем други, не знаат кој од кого позајмува и кој на кого позајмува. Се разбираме? Значи, они практично не се познаваат помеѓу себе и никогаш нема да знаат дека, например, ако вие сте ставиле еден Ethereum на мрежата, истиот ќе биде даден на, не знам, некој човек, да речеме, од Франција. Така. И обратно, ако тој човек од Франција, например, стави, не знам, два биткоина, вие ќе, да речем, сте ги позајмиле. Така. Сега, идејата е дека преку овој смарт контракт моментално, кој што е директно организиран и воден од AAVE DAO, децентрализирана автономна организација, каде што секој од учесниците со своите AAVE токени има право на глас за да одлучува како овие смарт контракти ги бидат регулирани, практично ги одредуваат правилата на позајмување и на давање на награди на оние кои што позајмуваат. Со тоа што, повторно, значи гледате, овдека е банка прешкртана, која што треба да објасни дека не станува збор за централизирана организација, што е многу битно, затоа што, ако се сеќавате, сега се враќаме на еден од главните проблеми кои што моментално во крипто секторот го имаме, централизирани организации се лесна мета на СЕК. Без разлика дали е во Америка или било каде, централизирани организации се лесна мета на комисиите за хартија од вредност поради колапси од типот на Celsius, од типот на Three Arrows Capital, каде што ваквите очигледно не функционираат поради лакомоста на оние кои што ги водат. Додека ако станува збор за смарт контракт, тоа е практично алгоритам кој што само одлучува во однос на параметрите кои што му се поставени, имаме многу по-доверлив протокол кој што на вистина ќе ги држи овие правила, значи не може некој да го манипулира, освен ако тоа не е донесено како одлука со самото гласање на, сега ќе објасним тоа, на governance форум.
Значи, вака изгледа governance формот, governance.aave.com, каде што секој со своите токени, нормално треба логин да направите и да се логирате со вашиот wallet, за да имате право на одлучување, каде што гледаме дека секој предлог практично се наоѓа овдека на овој форум, каде што се разговара по истиот, и нормално практично после тоа се одлучува на ваквите предлози дали ќе се прифати или не. Но повторно, значи, само една голема заедница од 50% плюс од токените кои што моментално се во да речем, нели пуштени во употреба, би бил практично потребен за да се направи некоја соодветна одлука. Така да поради ова е многу добро што позади оваа организација стои DAO. Не стои директно одреден, да речем, дали е тоа фондација на самата ААВ или станува збор за сопственик или слично, станува збор за децентрализирана автономна организација и верувам дека тоа е буквално иднината на финансиите. Значи тоа ќе биде најфер да се направи како начин на кој што практично ќе функционираат финансиите во иднина, без при тоа да бидат на некој начин уништени од лакомоста на одредени поединци. Сега, во однос со тоа како функционира. Значи, ААВ самиот протокол не е присутен само на Ethereum. ААВ е присутен и на Avalanche, ААВ е присутен и на Optimism и Polygon како Layer 2 солуции, Arbitrum и Metis, кој што искрено не ми е познат, но како и да е, гледаме дека на 6 различни мрежи моментално ААВ го има својот новчаник. Односно, ААВ токенот и позаемниците кои што моментално ги дава, има направено мост до 6 различни блокчейни практично. Тоа се 6 различни екосистеми каде што може да се користи ААВ за да вршите позајмици или да практично давате на позајмица на ААВ протокол. Сега, за да видите какви се моментално процентите во однос со тоа што практично би ви било дадено, значи можеме да видиме овдека се практично, значи прво АПП, значи како може да го најдете? Многу едноставно. Кога ќе отидете на нивната страна aave.com, само кликнете на Launch App и ќе ве однесе на истава оваа страна која што моментално, тоест ова е за да се приклучите, се извинувам. Значи само следете оваа страна app.aave.com/markets/ за да ви даде прво кои се практично значи колку би добиле доколку го позајмите, да речеме ова средство, и колку треба да платите доколку вие позајмувате. Се разбираме? У превод, ако вие даете моментално да речем 1000 DAI стейблкоини, вие на годишно ниво би добили 4,03% назад, практично како stake reward, за тоа што вие сте ги внеле вашите DAI токени за да може ААВ да има практично поголем liquidity supply. И обратно, доколку вие практично позајмите DAI, вие треба да платите 2,85% на овој протокол за користење на, се извинувам, обратно. Ще треба да платите 4,03, а би добиле 2,85, се извинувам. Supply практично е кога вие давате, а бороо е кога вие земате. Нормално обратно е затоа што нема да има профит. Разликата е практично профитот кој што го добива самиот ААВ. Сега, гледаме дека има многу коини кои што може моментално да ги понудите или да ги позајмите. Практично може да понудите USDC за 3,5% да го позајмите, а да го понудите за 2,78. Тетер 2,79 доколку вие го давате, доколку го позајмувате негде околу 4%. И сега ако продолжиме понатаму, можеме да видиме дека има различни коини кои што можеме да ги позајмуваме на една или на друга страна и нормално за тоа да добиеме соодветна награда. Многу едноставно се прави тоа, односно, еве сега ќе ви покажам. Значи тоа е оној Launch App кој што ви го покажав. Значи кога ќе отидете на страната aave.com, правите Launch App. Значи тоа е практично нивната апликација за лендинг и борови. Мора да коректирате wallet каде што моментално да ви стоат средствата. Значи browser wallet, гледате имате различни wallet кои што може да ги користите. Со тоа што јас во оваа ситуација имам неискористен моментално MetaMask wallet кој што е моментално, значи ќе ви побара само да се логирате, тоа е се. Откако ќе се логирате, значи гледате јас немам никакви средства овдека, но доколку имате, значи гледаш, овдека е практично што ви можеле да дадете на supply, значи да им го дадете на позајмица за они да го работат, а овдека е што можете вие да позајмите. Со тоа што кога би барале нешто, нормално треба да имате на вашиот новчаник за да може да побарате. Во превод. Сега, како е тоа направено, ќе ви покажам во следниот слайд за да сватите како функционира. Значи, моментално вака изгледа начинот на позајмување. Значи, основното правило кое што го има во смарт контрактот на ААВ е дека може да позајмите 80% од она што сте го депонирали. Во превод, ако депонирате $100 Ethereum,
вие може да позајмите $80 вреден стейблкоин, да речем во оваа ситуација Tether. Сега, значи, и овде као прилика е тоа објаснето, значи $120 може да внесете, а да изнесете само 100. Поентата е дека во прилика 80% од вредноста која што ја давате како колатерал, затоа е over collateralized, значи со преголем колатерал, за да има практично протоколот место доколку нешто се случи да може да изреагира. Сега, позајмувањето на крипто, посебно кога станува збор не на стейблкоини, туку да речеме кога станува збор за официјални криптовалути, како што е например Ethereum, може да биде и позитивно и негативно, како што е запишано овдека, е мач со две острици. Зошто? Затоа што во моментот кога вие давате $100 вреден Ethereum, така, вие практично добивате $80 во Tether. Но кога вие ќе ги вратите овие $80 во Tether, може да се случи да добиете и $200 назад. Зошто? Затоа што ако цената на Ethereum во меѓувреме скокне два пати, вие практично уште ќе добиете истата количина на Ethereum. Се разбираме? Што значи дека протоколот вас ви бара да вратите толку колку што сте позајмили. Така, ако ќе го вратите тоа количество, он ќе ви ги врати во целост оние криптовалути кои што сте ги планирале, без разлика на цената која што моментално ја има. Но сега овдека е тој проблем кој што моментално го има и мораме да го објасниме. Протоколот самиот по себе поседува liquidation threshold, односно ова е практично цена под која што не смее да падне вредноста на коинот кој што сте го депонирале, во спротивно ќе бидете автоматски ликвидирани. Што уствари тоа значи? Тоа значи дека доколку вредноста на она што сте го дале, во оваа ситуација $100 од Ethereum, падне до 82,5% од вредноста во моментот кога сте го дале, автоматски ќе бидете автоматски ликвидирани. Се разбираме? Што значи дека веднаш ќе биде продаден Ethereumот за она што практично вие сте го земале и вашата сметка ќе биде подмирена. Се разбираме? Значи, поентата е во тоа што практично во оваа ситуација нормално разликата ќе ви биде дадена, тоа е поентата на логоритамот нормално, но ова е практично заштитен механизам на ААВ, дека доколку одредена валута почне да губи на својата вредност, веднаш ќе биде ликвидирана со цел да биде заштитена основната вредност која што е позајмена од страна на самиот ААВ протокол. Иначе ќе влезе во минус, тоа е недозволено. Така да поради оваа причина моментално мораме да го забележиме тоа уште еднаш, значи дозволено ви е да позајмувате до 80% од вредноста на криптовалутата која што ја давате за практично колатерал, како во оваа ситуација средство кое што ќе биде ликвидирано доколку не го вратите навреме или не го вратите, и обратно, значи доколку неговата вредност почне да паѓа на пазарно ниво, во моментот кога ќе достигне 82,5% од цената која што моментално сте ја дале, во моментот кога сте го земале заемот, ќе биде веднаш ликвидирано и разликата ќе ви биде дадена, а практично заемот останува во ваша собственост. Така да секогаш имате во предвид дека позајмувањето е доста ризично и посебно кога станува збор за вакви протоколи кои што не им е битно дали кои сте и шо сте, значи нив им е битно дека овие да речем критериуми на пазарот се запазени. Сега, битна работа пред да продолжиме, мораме да напоменеме дека официјално ААВ нема временски период во кој што вие мора да го вратите назад самиот практично заем. Со тоа што колку подолго го држите, толку е поголема веројатноста дека ААВ автоматски ќе го направи тоа за вас, со оглед на фактот дека овде има сега некои мерки ставено како предпазливо, затоа што ви може оваквиот заем да го држите многу долго. Како и да е, значи нема некои официјални правила, но според тоа што го видов е дека колку подолго го држите овој заем без да го вратите назад на ААВ, толку е поголема веројатноста дека истиот ќе биде ликвидиран автоматски од самиот ААВ протокол. Дури овдека го имам ова како вест за пример за да ви го покажам, значи Curve Finance исто така една од оние големи DeFi организации, каде што главниот значи CEO на Curve Finance, Майкл Егоров, практично морал да врати околу, гледате овдека, 38 милиона Curve внел во самиот ААВ, односно вредност околу $24 милиони, за да практично го намали ризикот ААВ автоматски да му ја ликвидира позицијата на она што го позајмил. Што го земам само како пример да видите како изгледа, затоа што е буквално пред само еден месец. Идејата е дека многу од овие луѓе кои што позајмуваат, затоа што некогаш позајмуваат огромни количини, позајмуваат практично на овој начин што постојано враќаат дел по дел назад, со цел да го намалат ризикот од ААВ да бидат автоматски ликвидирани.
Сега, уште една битна работа која што и не ја покажавме, а тоа е како изгледа на самата платформа, значи ова е ликвидноста која што моментално имаат. Значи ова е количината на токени кои што имаат во ликвидност и која што можат да ја даваат во позајмици, а ова е колку моментално имаат позајми. Значи вкупната ликвидност на USDC им е 262,3 милиона, а имаат позајмено 236. Значи гледате, има само мала количина која што претпоставувам дека во секое време имаат доколку некој сака да си го земе влогот назад. Значи еве гледате, за секој од овие коини имаме буквално колку моментално имаат ликвидност и колку истите позајмиле на одредени луѓе кои што им е потребна оваа практично валута. Добро, значи сега да видиме што до сега одговоривме. Значи мислам дека одговоривме во однос тоа каква е нели основна цел на пазарот. Одговоривме кои се други проекти и дали постојат апликации од реалниот свет. Се вика за жал банка и наскоро нема да постои, но сега за сега DeFi е директна закана на банкарскиот систем. Тоа мораме да го напоменеме, тоа е една од големите минуси на овој сектор, затоа што директно оди глава со глава против традиционалните финансии кои што во овој свет се вкоренети веќе 2000 години. Така да имајте го тоа предвид дека во оваа ситуација вие се борите против систем кој што е со милениуми присутен во човештвото и ќе биде тешко да го научите човештвото дека може ова да се направи на многу подобар начин преку програмски алгоритам кој што нема да биде лаком и нема да ја доведе банката во банкрот каде што ќе изгубите вашите средства. Така да мораме да видиме како ова ќе се случува понатаму, затоа што веруваме дека традиционалните финансии ќе пружат голем отпор против вакви апликации, дури и се верува дека моментално во Америка борбата против DeFi не е ни започната. Гледате дека досега ниту еден официјално DeFi не е нападнат. Со тоа што борбата против DeFi официјално се очекува да ја започне во моментот кога ќе биде нападнат Ethereum, затоа што најголемите апликации за децентрализирани финансии се наоѓаат на Ethereum затоа што има најголема ликвидност. Така да сега за сега овие Compound, AAV и останатите се сигурни, само поради тоа што се уште не се дрзнал, на пример, SEC да го нападне Ethereum. Така да останува да видиме, тоа е една од големите работи кои што мора да ги земете во препит. Значи DeFi е далеку од тоа да биде светски препознаен и светски користен, затоа што луѓето не се навикнати првенствено, а второ имаат огромен непријател во традиционалните финансии. Сега, активен roadmap израелост на пазарот, последен активен roadmap кој што успеа да го најдам од AAV е уствари имплементирањето на V3, а тоа е нивниот нов новчаник. Нормално, практично они се фокусираат на надградување на сопствената инфраструктура на сопствениот новчаник во оваа ситуација, со тоа што оваа V3 моментално имплементирана на сите оние 6 различни екосистеми во кои што функционираат и гледаме дека моментално како токен е прифатен од скоро сите менувачници на светот. Колку се, значи гледате, најголемите се сигурно со дека може да ги видите, значи не постои место каде што AAV не може да купите и продадете, што е доста добро. Тоа ви покажува дека е навистина општо прифатен од целата криптосфера, прикажано преку овие менувачици кои што моментално дека ги гледате. Значи гледате, тоа се веќе повеќе од 60 различни менувачици, овдека се некои помали препоставувам. Значи тоа е добра работа затоа што гледаме дека е општо прифатен за тргување сегде. Сега имаат и свој трежери. Ова за жал не е доволно објаснето. Значи претпоставувам дека од секоја од трансакциите очигледно дел доаѓа назад во AAV Community Treasury-то. Претпоставувам дека ова ќе биде понатаму искористено за развивање на самиот AAV, нормално, со оглед на фактот дека немаат фондација, и тоа гледаме дека има доста голема количина која што е дел од овој трежери, тоа е 116 милиона, и повторно ти кажам, јас верувам дека ова се физ кои што моментално ги добиваат за работата на AAV и оној процент на практично корист од она што вие практично го поземувате од некого и што го поземувате на некого. Значи онаа разлика во процентот кој што банките практично го се профит, така. Да видиме што понатаму треба да кажеме. Значи ќе направиме сега и техничка анализа и зрелост на пазарот. Значи со оглед на фактот дека истиот се наоѓа долго на пазарот, значи 2017 година, можеме да кажеме дека е доста зрел, па затоа и моментално се наоѓа на толку добра, така речено, позиција како прв и најголем lending and borrowing протокол. Има, значи, на својата страна на AAV, доколку кликнете developers, може да најдете се околу нивниот развој моментално. Претпоставам дека оние кои што моментално се наоѓаат со поголеми познавања од програмскиот дел, ова ќе им биде многу попознато, со тоа што убаво е да се види дека постојано прават своји аудити на оно што моментално го прават, посебно V3, затоа што тоа е практично новата верзија на нивниот wallet, на нивната апликација.
Сега исто така овдека имаме GitHub, значи јас овие двете ги оставам како линкови во самата дескрипција на видеото, доколку има некој што е од нашиот канал кој што има поголеми програмски познавања и би сакал да разгледа нешто, например, околу скриптите на AAV или пак околу самите аудити. Повторно, не се разбира доволно за да можам да зборувам за ова, значи дури да седнам и да ги гледам, можам само да ви кажувам што пишува, ништо повеќе од тоа, за жал, нели, секој има своји ограничувања. Сега, околу самата, да, исто така доста битна работа. Значи, официјално на нивната страна моментално стои дека истите има голема количина од овој практично AAV токен заклучен. Така, што е многу битно. Значи, и тоа не само на едно, туку на 5 различни мрежи моментално е заклучено, затоа што самиот AAV има стейкинг. Значи, неговиот стейкинг моментално е на годишно ниво, еве сега ќе ви покажеме, значи на годишно ниво стейкинг на AAV е 6,34%, што е многу добро. Ако мене ме прашувате, со оглед на фактот дека имаат свој стейкинг, во однос на стейкинг практично треба повторно да направите нели, она иста количина, практично волетите кои што ви беа понудени, било кој од тие да го поседувате AAV, можете да направите стейкинг на истиот и да добиете 6,34% на годишно ниво. Сега, битна работа околу сето ово што мораме да го напоменеме исто така е TVL. Односно, како што кажавме, според нивната официјална страна, имаме околу 9 милиони отприлика, 9 билиони отприлика, се извинувам, TVL, Total Value Locked. Ако го споредиме тоа со оваа листа на TVL, кој што моментално ги имаме, гледаме дека е точно. Дури овдека е 9,3 билиона, со тоа што официјалниот маркет кап на AAV ни представува само момент 1,1. Значи овдека сега зошто е толку голем Total Value Lock? Затоа што овдека се заклучени и сите оние претпоставам токени кои што моментално ги гледавме, затоа и претпоставаме толку голем овој TVL, малку нели нормално не е од самиот маркет кап на AAV, туку ова претпоставувам се и оние дополнителни коини кои што вие ги заклучувате со цел да бидат позајмени, така. Па затоа и верувам дека има толку голем Total Value Locked. Иако на некој начин сега не работам постојано со нели ваков тип на програми, искрено никогаш не сум позајмувал, затоа и ова што моментално го анализирам моментално, овие се некои работи кои што и мене не ми се точно јасни. Ако некој има подобра слика на се тоа, може да ни пише во коментар под самото видео, но колку што успевам да разберам, ова е практично Total Value Lock на сите токени кои што моментално ликвидитито, на сите токени кои што моментално се имплементирани на AAV lending borrowing платформата, и затоа имаме толку голем, значи гледате дури според самиот TradingView е на второ место според големина на market cap, практично на токени кои што ги има, кои што се заклучени, што е доста солидно ако мене ја прашувате. Сега, во однос на неговата техничка анализа, можеме да поразговараме малку. Значи, технички гледано, самиот токен, ако погледнеме на месечно ниво, и затоа што ова е практично од Binance, истиот е од 2020 година. Значи, они го граделе, но во 2020 година кога официјално добија смарт контракт е уствари и преименуван во AAV и се наоѓа на сите менувачници кои што претходно ви ги покажав. Со тоа што гледаме дека самиот почеток му е на првиот практично бран на bull маркетот за 2020-2021 година, и затоа оваа свеќе на почетокот буквално представува поддршка во целиот bear маркет. Гледаме дека точно секој момент се доаѓа до баунс од ова поле и моментално корекција нагоре. Сега, во однос на неделно ниво, каде што можеме да видиме малку повеќе во однос на овој протокол, значи гледаме дека цената после последниот скок од XRP победата се наоѓа над bull market support бендот, што е доста добро. Нормално стигна до горната граница на Bollinger бендот, некаде околу $86, и сега моментално е во блага корекција, што е исто така очекувано, че станува збор за oversold, но сепак сме далеку од bull market, затоа што првиот момент кога ќе ја пробиеме оваа тренд линија и кога ќе почнеме да се соочуваме со овие практично полиња и нивоа нагоре, тогаш ќе можеме да разговараме за следен bull market. Сега за сега се наоѓаме во овој акумулационен период, затоа што гледате и сами дека не сме стигнале до моментот кога можеме да разговараме за altcoin сезона. Сега за AAV, првиот момент кога ќе пробие негде околу 100, што уствари би било, еве дури ќе ја поставиме, чисто да имаме, значи нека биде со зелено како и секогаш.
Значи, што ќе биде првиот момент кој што ќе биде сериозен проблем за АВ, верувам, кој што можеме да видиме, ќе се дојде и до тоа психолошко ниво и до моментот на оваа тренд линија, кој што сигурно ќе бидат главниот отпор пред почетокот на следниот бул маркет за оваа криптовалута. Останува да видиме, ние АВ не поседуваме, иако ми се допаѓа, значи ваков тип на DeFi, како Uniswap и АВ, ми се многу по, на некој начин ми се допаѓа повеќе, за разлика од таков тип на платформи како што беше Celsius, например, каде што буквално се гледа дека станува збор за централизирана организација водена од еден човек кој што моментално е позади решетки заслужен. Значи, околу техничката анализа тоа е се што имаме да кажеме, со оглед на фактот дека станува збор за доста краток временски период, иако проектот од 2017 официјално наменува очистите од 2020 година. Ќе поразговараме малку повеќе и околу токеномијата следно, но пред тоа би сакал да споделам две вести со вас за овој проект. Значи, исто така многу битна работа, само што се сеќавате на почетокот на видеото, спомнавме дека Optimism го ставивме во нашиот wallet поради тоа што на Coinbase ќе му прави second layer солуција, која што ќе се нарекува Base, каде што и ААВ веќе се спрема да биде проширен. Зошто е тоа толку лесно за ААВ? Затоа што ААВ е native на самиот Optimism, значи веќе истиот се наоѓа на Optimism, што значи дека во моментот кога Coinbase ќе ја добие оваа second layer солуција, истата ќе биде компатабилна со Optimism, што значи дека ААВ ќе може веднаш да се имплементира, а на тој начин практично ААВ ќе се имплементира како lending and borrowing солуција на целата Coinbase менувачница. А гледаме дека со оглед на фактот дека големите играчи како Fidelity и BlackRock веќе го именуваа Coinbase, дури онаа децентрализирана менувачница која што е правена од Charles Schwab, го именуваа Coinbase како custody provider, што значи дека да имате вие најголема платформа за lending and borrowing на најголемата custody provider менувачица во Америка, каде што најголемите играчи ќе играат, претпоставувам доста профитабилно, можам да замислам колку ќе биде профитабилно, но за жал не можеме да купиме се. Значи колку и да се трудиме, не можеме да купиме се, а се обидуваме да ставиме значителна количина на сите овие токени кои што ги купуваме и затоа ААВ се уште не се наоѓа во нашето портфолио. Значи јас како што кажав, и Uniswap би сакал да биде дел од моето портфолио и ААВ кога станува збор за децентрализирани финансии, затоа што ова се апсолутни шампиони во собствените категории на децентрализирани менувачници и на децентрализирани lending и borrowing протоколи. Нешто доста ново пред само еден ден, значи GHO представува стейблкоин кој што е директно поседуван од ААВ и од неговата DAO, со тоа што истиот ќе биде native на Ethereum, очигледно, и моментално е достапен само на Ethereum екосистемот, но GHO ќе биде практично, како што можам да замислам, префериран стейблкоин на самата lending and borrowing платформа, со оглед на фактот дека е нивен. Останува да видиме како ова ќе се развие. Сега за сега официјално е дека моментално е поминат тестнетот и дека официјално е лансиран на Ethereum екосистемот, на Ethereum блокчейн. Останува да видиме како се тоа ќе се одвива. Уште една интересна работа која што можеме да напоменеме е покрај предупредувањето дека централизираните финансиски институции ќе се борат против DeFi, што значи дека допрва дури ќе видиме отпор од страна на овие, затоа што голем дел од нивниот капитал се излева и влегува во ваков тип на децентрализирани финансии, а како не би се излевал, би ме прашал уште еднаш, кога за стейкинг моментално на ААВ вие добивате 6,34% назад, а верувам дека може да стейкате без да ги депонирате своите средства, односно вашите средства се например на MetaMask, а се стейкнати на самиот ААВ протокол, што значи дека вие никогаш не може да изгубите вашите средства, само се заклучени за да може ААВ да ги користи како ликвидити, а во спротивно добивате постојано стейк. Па дури да се случи нешто на ваков тип на децентрализирани протоколи, практично вашите коини никогаш не го напуштиле walletот. И со оглед на фактот дека банките ви дава 1% на годишно ниво, а ААВ ви дава 6,34 и тоа е само доколку стейкате ААВ. Кажавме дека во истата ситуација имаме и моменти каде што вие практично може да депонирате, например, CurveDAO и да добиете 12%, тоа се извинувам, ова се некој што добиете цел време ги мешам, се извинувам, не ќе најдеме некој што се доста поголеми, например за USDC ќе добиете 4%, доколку сте го депонирале на ААВ да може истиот да работи со неговиот ликвидити.
Значи 4% наспроти 1% од банка, каде што вашите USDC претпоставувам нема ни да напуштат вашата платформа, каде што ги чувате, е доста добар момент. Така да поради ова, пак ќе напоменам, традиционалните пазари ќе се борат против овие протоколи сигурно и дополнително една многу жална работа е тоа што голем дел од ААВ токените се наоѓа и во Celsius, кои што наскоро ќе бидат ликвидирани за да бидат претворени во биткоин и етериум со налог на судија затоа што се со најстабилна цена. Така да поради оваа причина имајте предвид, иако овдека мислам дека не е напоменато, сега ќе провериме. Да, гледате. Значи 6,1 милион вредност на токени од ААВ ќе бидат продадени и заменети за етериум и за биткоин. Сега 6 милиона од маркет кап од 1,1 билион не е многу, но тоа е само одреден дамп кој што можеме да очекуваме на пазарот, затоа што ќе биде настапен во еден момент. Значи тоа се во еден момент продавање на 6 милиона, што е благо речено негде околу, не знам, 3-4%, не се извинувам, 0,3-4% од вкупниот маркет кап, што не е голема количина воопште. Сега во однос на токеномијата, која што е една од последните работи, да ви дали сме промашили нешто. Значи ова е техничката анализа да вршивме. Во однос на вести веќе поразговаравме, партнерства се основните 6 блокчейни на кои што работат. Значи не се поврзани со кривични судски случаи, како што кажавме, но имаме голем потенцијал тоа да се случи доколку му се даде дозвола на Гери Гангстер да продолжи понатаму со малтретирање на криптосекторот. Значи верувајте ми, моментот кога ќе успее да направи некоја солидна поддршка, ќе се спротиви на етериум. И тоа ќе биде моментот кога DeFi ќе добие удар, но да се надеваме дека Гери ќе добие отказ после победата на Ripple. Останува да видиме и ни останува уште да поразговараме за токеномијата на овој проект. Првенствено е многу добра работа тоа што има максимален supply од 16 милиони токени. 16 милиони токени е помалку дури од биткоин кој што има 21 милион, што е многу добра работа, колку помалку токени толку поголема цена се очекува за ваквиот коин. И со тоа што гледаме дека имаме 14,5 милиона веќе во циркулација, а погледнеме во однос на vesting scheduling, значи целиот овој преостанат 19% од supply-от, не е 19, само момент, овдека пишува дека е 14,1, а овдека ни стои дека е 14,5. Овдека е max supply 16, а на vesting schedule ни е 16, тоа се извинувам, да. Значи 16 со тоа што, гледате и сами како прилики изгледа, че моментално преостанатиот дел од овие токени кои што се уште не се отклучени, се токени кои што се давани за стейкинг. Значи тоа е ова ААВ екосистем, тоа е уствари дека од овој момент па натаму до практично 27 година ќе имаме се уште токени кои што ќе бидат давани како стейкинг за вашите ААВ кои што ги депонирате на нивната платформа. Така да тоа е одлична работа, затоа што гледате и сами дека дури од самиот почеток ниту во еден момент они не дале на никого практично посебен тип на токени како што е на пример early backers, VCs и слично. Значи како што можеме да видиме, ова е lend to AAV, значи тоа е практично количината на токени кои што е за позајмување, како што можеме да видиме, верувам дека е поради ликвидност. Нигде не стои дека има давено на VCs, на тим и слично, што е доста добро. Посебно со оглед на фактот дека е DAO, па затоа и претпоставувам не стои тим. И во однос на децентрализација на самиот токен, мораме да видиме дека има добра децентрализација. Значи, ако погледнеме, ќе видиме ова е AAV Stake протоколот, што е уствари 19,77, што се поистоветува со ова. Значи, можеме да видиме дека 19 е преостанатиот обем на токени кои што треба да бидат распределени, а тоа е уствари овој wallet кој што постепено се дава на сите оние кои што стейкаат, што значи дека тие се тие 19%, тоа е одлично. Сега, ова AAVWETH, тоа е претпоставува моментално токени кои што се заклучени во Wrapped на кои што се користи очигледно на друг блокчейн, затоа е толку голема количина. AAV Ecosystem Reserve, ова исто така сега како би било, ова е пак некој, ти гледате дека е поседувале директно од AAV. Сега што точно значи не знам, затоа што ова се опрека 14% од токените, не знам што би значило, но ова е очигледно некаков тип на резерва која што користат валјда за ликвидити на самиот протокол. И понатаму гледаме дека Binance поседува солидна количина од 6% и гледате и понатаму AAV Lend, значи гледате ова се буквално
различни токени кои се заклучени, можеби ова да е уствари поради тоа што имаме различни екосистеми, па да се самите ААВ како вредност заклучени на различни мрежи, па затоа да имаме ваква распределба, како и да е, но тоа не е лошо додека ААВ ги користи директно, затоа што станува збор за DAO. ААВ не може туку така да одлучи да направи дамп на 7% од својот supply, затоа што мора да биде донесено како одлука на сите ААВ поседувачи. Polygon Bridge, ова се тие два wallet-и кои што на некој начин би можеле малку да загрижат, тоа е 1.46, 1.24, кои што немаат својот видно име, тоа значи дека се поседувани од една личност или организација, исто и овој, но ако се придвижиме надолу, гледаме дека веќе 1% не е толку лошо за да биде проблем, значи како што например гледавме Celsius е 0.4%, 1% нема да направи некоја голема разлика на пазарот и гледаме дека веќе надолу тоа е сосема нормална количина која што би можел да има некој солиден тип на ААВ токени што не би направила голема разлика доколку направи дамп на пазарот. Тоа е оприлика се што имаме да кажеме за ААВ. Повторно ќе кажам че ова е проект кој што има солидна иднина, но мораме да видиме како ќе се справи истиот со моменталната ситуација со потенцијалниот напад на Ethereum, затоа што гледаме дека Ethereum до сега беше поштеден и жално е во тоа, значи мораме да напоменеме не е само дека е поштеден, туку ако се сеќавате на она видео каде што обработувавме испитување на Гери Гангстер од страна на Конгресот. Ниту во еден случај Гери не сакаше да каже дали Ethereum е или не е хартија од вредност. Што значи дека остава самиот на себе си простор да потенцијално направи тужба и против Ethereum. Тоа е мојот заклучок во однос на оваа ситуација, затоа што неговиот претходник, Джей Клейтон заедно со Хинман, ако се сеќавате во оној говор кажуваат дека Ethereum не представува хартија од вредност, но тоа не го дели и тоа не е мислење на моменталниот менеджмент на Комисијата за хартија од вредност. Затоа и не можеме да бидеме сигурни, гледате дека како врти ветерот, така и они моментално се вртат и затоа не можам да бидам сигурен дека не би дошло момент каде што би бил нападнат директно од DeFi преку напад на Ethereum. Останува да видиме. Но сега за сега изгледува дека се смируваат работите, посебно со оглед на фактот дека големи играчи влегуваат во игра. Не верувам дека SEC би сакал да се спротивстави на ваков тип на играчи како BlackRock, како Vanguard, како и останатите Fidelity, со тоа што верувам дека голем дел од неговата реална плата, не таа што ја зима од државата, доаѓа буквално од овие играчи, да бидеме реални, тоа така функционира. Но сега за сега можеме само да спекулираме. Ако мене ја прашувате, во први момент кога ќе имам солиден, да речем, прилив на средства, јас би се обрнал и на ААВ и на Uniswap, посебно затоа што сме се уште рано во bull market, затоа што верувам дека ако дојде до масовна адаптација, децентрализирани финансии, посебно ААВ и Uniswap, ќе има многу добар придонес, затоа што вие не може да го тужите Uniswap, нема кого. Исто и ААВ, станува збор за DAO, вие DAO не може да тужите. Може да направите паника на пазарот, дека наводно тужите некого, но децентрализирана автономна организација не може да биде тужена затоа што нема лидер, нема тело, нема адреса, нема ништо што може практично да биде нападнато, затоа што станува збор за милион луѓе низ целата планета. Како ви, кого го тужите? Се разбираме? Тоа е најдобриот дел од ваквиот тип на децентрализирани финансии и затоа толку сакам да ги поддржам, но во секој случај ги имаме на мета. Пак ќе напоменам, јас би го купил доколку дојде момент да дојдеме до солидни средства понатаму. Како и секогаш нормално ви благодарам за присуството на нашиот канал и за следењето на нашата материја. Знаете и сами, секогаш бараме само една мала работа од вас, а тоа е доколку ви се допадна оно што моментално го кажавме и ви го објаснивме, да го препорачате на други македонци со цел оваа бесплатна материја да биде распространета на што може повеќе македонци пред следниот bull market. И нормално лайк, шер, сабскрайб, комент би помогнале на самиот алгоритам да го шерува нашето видео повеќе со цел да информираме и едуцираме што повеќе македонци во светот. И благодарам како и секогаш имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Димитрија.